4 ученички од основното училиште Никола Карев од 31 март до 2 април беа учесници на 13-тиот меѓународен фестивал за литература кој се одржа во Трст, Република Италија. Учениците се представија со песни пишувани на тема Моето наследство, истите се подготвуваа под менторство на професорката по македонски јазик и литература Љупка Стоименова. Оваа година настапивме со проектот Моето наследство, кој што го изработија ученичките од 8-1 одделение и таму го представивме пред публиката, односно пред повеќе училишта од различни земји. На овој фестивал втор пат учествуваме и со тоа бевме посебно истакнати како училиште кој што втор пат учествува, што значи дека доколку еднаш се учествува не значи дека ако имате добар проект не може да учествувате и втор пат, што посебно не даде поттик и посебно не представија како училиште со големи таленти, училиште кое што работи добро на проектите кои што ги тие даваат. Учениците Ивона Антова, Василија Коцева, Нада Ефремова, Елена Јакимова и Драгана Насева од Италија се вратија со позитивни искуства и задоволни од учеството и од специјалната награда. Ова признание за нив представува поттик да пишуваат и творат и понатаму и да создаваат дела за паметење. Минатата година пишувавме за природата, темата беше природата, а оваа година пишувавме за нашето наследство. Тие како и секоја година имаат добра организација, а ние оваа година бевме посебно истакнати како учесници по втор пат. Најпрепознатливи на сцената бевме по тоа што носевме мајци со македонското знаме и носевме капи и кога ги читавме песните беше истакнато македонското знаме како нашето најголемо наследство. Мајците не ги изработија Руен, во кој многу ни помогнаа и со парични средства и ни возможија да имаме убав настап на сцената. За превод на нашите песни се погрижија наставниците од нашето училиште Никола Карев, Марија Дончева и Панче Атанасов. А во Италија како главен претседател, односно главен организатор беше Габриела Валера, која ги преведе нашите песни на италијански, за да можеме ние се представиме тројазично, односно да се разбере пошироко тоа што го представуваме ние за целата Македонија. Бидејќи мојата песна беше за земјата и слободата, на крајот од самата манифестација го развијавме македонското знаме, што посебно ја остави посебен впечаток на публиката. Инаку станува збор за светска манифестација на која што учествуваа училишта и поединци од цел свет, а од Република Македонија учесници беа само учениците од основното училиште Никола Карев од Кочани.